Општина Прилеп во рамките на проектот Маркови кули, заштита и делување, кој е дел од програмата за подобрување на управувањето со заштитените подрачја, која е финансирана од страна на Европската Унија, а е спроведена од страна на UNDP, распишува награден конкурс за избор на цртеж на тема Маркови кули предизвик за сите нас. Конкурсот, кој што го објавуваме и денес го најавуваме, е да ги мотивираме сите наши млади кои некогаш го посетиле и секојдневно го гледаат споменикот на природата Маркови кули, да учествуваат со свој цртеж и да дадат свој придонес во осмислување на еден визуелен идентитет за самото заштитено подрачје. Учениците своите цртежи ќе треба да ги достават до своите предметни наставници, односно до општината, најдоцно до 10 април. Самата комисија, чиј што дел од членови се денес тука присутни со нас, ќе треба да направат избор на лого кој понатаму ќе биде наградено од страна на самата општина. Што е оно што сакаме да постигнеме со ова? Да го подобриме визуелниот идентитет, да ја подобриме заштитата на заштитеното подрачје и да ја подобриме неговата експлоатација во дел на искористување на можностите за развој на самото подрачје и пристапноста до него. Општо познато е дека во ликовната уметност се дели во две така наречени подрачја, значи чиста ликовна уметност која е ослободена од било какви порачки, нарачки и припреми заради некаква потреба и дел од подрачје од уметноста која е применета уметност или по современ термин дизајн. Значи во овај конкурс нас ни се потребни цртежи во насока на применетата уметност, заради тоа што самата тема бара да даденото дело, односно ученичката творба, да биде со намена за лого. Што значи дека секоја ученичка творба треба да се застапува врз принципи на цртање како идеално решение за графички дизајн, поточно за лого како што и е намената. Околу самата техника на изведба на уметничката творба или ученичката уметничка творба не е ограничено со конкретна техника, значи може да се изразуваат учениците во било која техника, односно така како што најмногу можат тие да се изразат за да ученичката творба биде квалитетна. Форматот во кој треба да се изведува треба да биде најголемо А3 формат или блок број 5, значи може да биде и помал формат, тоа не е крајно решение, значи не е пресудно дека форматот обележува некаков квалитет, туку квалитетот се гледа во самата изведба. Практично треба да се изведе илустрација во дадената тема од просторите кои што ќе бидат насочени во самиот конкурс, односно Маркови кули, предизвик за сите нас. Институтот за старославенска култура како субјект на заштита и управување со заштитеното подрачје Маркови кули, со овој проект ќе добие едно трајно лого кое би одело во функција на афирмација, експлоатација и понатамошно истражување на локалитетот Маркови кули. Сакам да напоменам дека учесниците во конкурсот може да црпат инспирација од многобројните содржини што ги нуди овој локалитет, кои се многобројни, така да нема да имаат проблем во најдување на инспирација
и значи во овој локалитет можеме да ги спомниме Ридот Маркови кули, манастирот Трескавец, Камената тврдина,